Целиот модел на коцкањето е колку може повеќе да загубат тие кои учествуваат во коцкањето. Кога една економска гранка не произведува храна, не прави фабрики, не создава нова технологија, не ја зголемува продуктивноста, меѓу другото кој ви омилен аргумент дека работниците не се продуктивни, не, владата е непродуктивна. Па вие не ја зголемувате продуктивност. Како ја зголемувате продуктивноста кога дозволувате цела индустрија за коцкање да постои? Значи не се проблем од работниците, не човече, владата е проблем. Владата ни дозволува да постои сектор кој не ја зголемува продуктивноста во економијата. Напротив, тој не отвара развојни перспективи, туку својата добивка ја темели исклучиво врз загуба. И тоа е целиот модел кој ние дозволуваме во Република Македонија да постои на оваа скала. А сакам да ви кажам дека не секоја економска активност е неутрална, па не би имале кривичен закони како секоја економска активност е неутрална. Мора да поставиме некаде граници, на нешто не може да се профитира. Некаде ќе мораме да ги заштитиме граѓаните во Република Македонија. Коцкањето не создава нова вредност, не ја зголемува општествената благосостојба, не го мултиплицира трудот. Напротив, неговата суштина е во тоа што приватниот профит расте пропорционално на човековата загуба. Колку повеќе семејства губат плати, губат заштеди, колку повеќе нашите граѓани губат плати. Сите тие изгубени плати можеме да ги најдеме во графите за профит кај овие компании. Нивниот профит пропорционално еднаков на колку можат плати и пензии да истицаат од нашите граѓани. Во најчиста форма, ова е економски модел во кој зависноста не сакан ефект, туку предуслов за профитабилност. Ова економска дејност почива на зависноста која ја предизвикува. А кога надежта се продава како комодитет, тогаш тоа е најчиста експресија на економија која профитира од човековата мизерија. Затоа што ова не е прашање на личен избор и индивидуален морал, не, ова е прашање на политичка економија со која вие управувате. Ова индустрија не цвета таму каде што има многу пари, почитувани министре, не туку таму каде што има многу малку надеж. Во Македонија во казината, автомат клубовите и спортските облажувалници биле уплатени 2,83 милиарди евра. Ова не е идеолошка конструкција, министре, ова се многу страшни бројки. Да ја разбереме тежината на оваа бројка, тоа е околу 39% од сите депозити на домакинствата во македонските банки. Тоа е нешто помалку од 30% од вкупниот јавен долг на државата кој вие галопирачки го зголемувате. Тоа е сума која е поголема од огромни инфраструктурни проекти, како например сумата која вие планирате да ја бризгате во коридорот. Тоа значи дека со други зборови, во една единствена година, во индустријата на коцкање имаме бројки кои се споредуваат со најголемите макроекономски агрегати во Република Македонија. И што добива од државата од тој толкав обрт? 280 до 300 милиони евра годишно за лиценци. Значи, вие ни 10% не можете да вратите во буџетот од парите кои се директно истицани од платите и од семејствата на нашите граѓани. Што правите, побогу? Како ви се нормални овие бројки? Мене не ми е јасно. И крајно, најстрашното можеби, што ако ја видиме собственичката структура на овие фирми, тие компании се врзуваат со Австрија, Чешка, Србија, Холандија и офшор юрисдикции. Тоа значи дека македонските плати, македонските пензии, македонските заштеди завршуваат во Австрија, во Чешка, во Србија, во офшор юрисдикции. Зошто? Затоа што имаме влада која не ќе да ги заштити своите граѓани? Тоа е одговорот. Нема друг одговор. Како, побогу, сите пари на македонските граѓани дозволувате да се цицаат надвор од државата? Вие ја извезувате Македонија. Дел по дел, кришка по кришка, денар по денар, човек по човек. Ќе успеете да ја, не знам, да ја изгаснете оваа држава со овие политики.